Петок е посебен ден за муслиманите. Во џамиите се одржува џума, најважната молитва во неделата. Верниците следбеници на исламската верска заедница се вознемирени што од неодамна во земјава постои исламска селефиска заедница, Дар ел Хадис. За радикални 99%. Тие се прават како поверници од нас, ама џабе. Не верувам дека треба, за нас мислам дека Македонија е толку што потребна е само една исламска заедница. Тие се еден изум кој никој не го прифаќа. Не знам како државата не се спротивставува на тоа. Селефиската заедница е регистрирана пред 2 месеца, на 31 декември минатата година. Решението го донесе основниот граѓански суд Скопје, а овластено лице на новата верска заедница е Џемал Јакупи од Скопје. Јакупи има 41 година, оженет е и татко е на 5 деца. Учел во средното исламско училиште Иса Бек во скопската населба Сарај, а студирал во Медина. Вели дека селефиите го следат изворното сваќање на исламот и традициите на првите муслимани. Nuk jemi një sekt që veçohemi nga musliman tjerë, por kemi disa botkuptime që na dallojnë dhe duhet mendojmë mos ato për këto të jemi të lirë. Pra jemi falë në xhamitë e përgjithshme të muslimanëve dhe problemi i kufizimeve ka qenë në mënyrën e praktikimit dhe pengesa fizike nuk kemi pasur, por ko pas kohe pengesa verbale edhe pengesa, të rrethanave janë paraqitur. Јакупи не сакаше да ни покаже како се молат тие, а како останатите муслимани. Тоа го остави за друга прилика, како што рече, кога ќе имаат своја џамија што им е една од целите. Тврди дека нивната регистрација како верска заедница е целосно законска. Ја отфрла перцепцијата на дел од јавноста дека селефиите се радикална структура што ја злоупотребува религијата. Unë mendoj se ata të cilët e duan ta keqpërdorin, mendoj se ata fshihen. Do të thonë patjetër do të fshihen, qoftë me emra të ndryshëm, qoftë me veprime jo legale. Dhe qëllimi jonë është që ta shfaqim edhe emrin, edhe organizimin, do të thonë publikisht, që të jetë e dukshme për njerëzit dhe ta gjykojnë edhe institucionet, të legjitimohemi para institucioneve, që mos jemi të fshehur, edhe të mund të na kontrollojnë në mënyrë transparente, por edhe përpara popullit, që të jemi dukshëm edhe ta vlerësojnë veprimtarinë tonë. На регистрацијата на селефиите остро се противи исламската верска заедница. Тврдат дека верувањата и практикувањето на религијата кај селефиите се исти како кај нив, а домашниот закон во таков случај не дозволува паралелни верски заедници. Затоа и поднеле жалба до апелацискиот суд со која спорат регистрацијата на селефиската заедница. Ky akt është i turpshëm dhe shumë i dëmshëm për unitetin e muslimanëve të Maqedonisë së Veriut. Dhe si i tillë është tentim për paralelizëm institucionit kushtetutar të Bashkisë Fetare Islame. Nën 2. Aktin e gjykatëses Donçevska e llogarisim tendencios dhe me të ajo ka shkelur jo vetëm ligjin për pozitën juridike të kishës, Bashkisë Fetare dhe grupit religjos, por ka shkelur edhe praktikën juridike, që për themelimin e çdo bashkësie të re fetare të merret mendim i 5 bashkësive kushtetutare fetare. За разлика од ИВЗ, од основниот граѓански суд Скопје велат дека законот не ги задолжува да се консултираат со ниедна институција за регистрирање на верска заедница. Потенцираат дека судот е самостоен и независен. Одлуките на првостепените судови подлежат на редовен правен лек, жалба, бидејќи не се правосилни. Па така, од страна на ИВЗ во доставената жалба на првостепената одлука донесена од страна на овој суд, се истакнати наводи дека е прекршен законот за правната положба на црквите, верските заедници и религиозните групи, а за тие наводи единствено надлежен за произнесување непосредно повисокиот суд, односно апелациониот суд Скопје. Освен тврдењата за прекршени законски одредби, од ИВЗ не спомнаа други аргументи поради кои не би требало селефиите да се регистрираат како верска заедница. Но откако за ова се пожалиле и кај премиерот Зоран Заев, тој регистрирањето го оцени за безбедносно прашање. Информиран сум од министерот за правда дека одреден наш суд има направена регистрација на ваква заедница
која што од безбедносен аспект за државата е проблем. Така да верувам дека самите надлежни служби ќе влезат во решавање на такви прашања и со должно внимание и почит го разгледав документот како реакција од ИВЗ. Тоа за мене е најчудното што сум го слушнал овие денови и немам ниту еден мал прекршок во мојот живот, а камоли нешто толку драстично. Човек што сака да ти штети се крие или се маскира, а тој што сака да биде транспарентен и да биде легитимиран, мислам дека не треба да имаш од почеток лоша мисла. А после со действувањето тоа многу лесно се проверува. Јакупи не знаеше колку следбеници имаат во моментов. Рече дека нивната дејност не е тајна, дека веќе 15 години проповедаат во државава, а нивните предавања се достапни на интернет. وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُورِ أَنفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا. Од Комисијата за односи со верските заедници и религиозните групи појаснуваат дека ИВЗ се повикува на член 9 став 3 од законот. Во надлежниот регистар се запишува црква, верска заедница и религиозна група, доколку претходно веќе не е извршена регистрација на таква црква, верска заедница и религиозна група. Законот е, би рекол, многу површен и не дава посебни ниту квантитативни, ниту временски, ниту квалитативни некои посебни услови за регистрација, што ние од комисијата го гледаме како причина плюс да ни се јавуваат вакви отворени прашања, со оглед на тоа што законската рамка, оваа што веќе декада наназад постои, сметаме дека е преширока, конфузна и недоречена. Затоа Сотировски смета дека е време законот да се подобрува. Не коментирајќи го конкретниот случај зашто е во жалбена постапка, генералниот став на комисијата е дека државата мора да ги гарантира човековите права и меѓународните стандарди за слобода на религија и вероисповед, но истовремено да се заштити од несакани појави. По таа смисла, сметаме дека радикализацијата како општествен феномен појава во која што поединеци група се дотамо радикализирани да превземаат, да прифаќаат вакви светогледи, идеологии, кои што аргументирано со право светот денес ги сваќа како опасност по јавната сигурност, по јавната безбедност, треба да не загрижи и треба да придеме со мултиперспективен приод на самата оваа појава. Оттаму сметам дека и образованието, и функционирањето, односот на држава, верски заедници треба да се третира, но и јавната сигурност преку безбедносните органи, така да како сериозна држава мора да размислиме на повеќе страни како да осигураме сигурна, стабилна и одржлива превенција на ширењето и на појавата на радикализмот. Додека се чека апелацискиот суд да одлучи дали новата исламска селефиска заедница ќе остане запишана во регистарот на верски заедници, селефиите веќе бараат поддршка од верниците за, како што пишува во овој леток, изградба на џамија, училишта и печатење верска литература.